Цените на нафтата бележат пат откако се појавија сигнали дека Иран и САД продолжуваат со преговори за крајот на војната. Ова е една од вестите, еве што ни носи друго ова утро. Падот на Орбан е лоша вест за Мицкоски, пишуваат германските медиуми. Разрешувањето на унгарскиот премиер Виктор Орбан во Унгарија е и пораз на неговите три најважни политички партнери на Балканот. Српскиот претседател Александар Вучик, сепаратистичкиот лидер на босанските срби Милорад Додик и македонскиот премиер Христијан Мицкоски го губат својот најважен политички сојузник во Европската унија. Од неговиот реизбор во 2010 година, Орбан постојано гради мрежа од нелиберални аналитички центри, медиуми и партии кои ги прошируваше, поддржуваше или вршеше послушни и изобилни финансиски плаќања, чија иднина сега е неизвестна. Промената на власта не ја погодува само Будимпешта, туку и сите оние чии политички позиции Виктор Орбан со години ги бранеше, се вели во дел од германските медиуми. Пошта добива 100 нови возила. Денеска на паркингот на спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје ќе бидат промовирани. На настанот ќе присуствува и претседателот на владата Христијан Мицкоски. Поречиси половина век, вчера официјално, а помалку и церемонијално, започна реконструкција на улицата Самарџиска и уште 5 помали краци и улици во Старата чаршија, кои според поделената надлежност за овој простори припаѓаат на општина Чаир. Градоначалникот Меджити соопшти дека овој проект има за цел да го врати сјајот на една од најавтентичните урбани простори во Скопје, а целокупниот простор што ќе се реконструира се протега на нешто повеќе од 1560 квадратни метри. За овој проект се предвидени 28,7 милиони денари. Предвидува реставрација на калдрмата со травертин камен, со што како што велат ќе се зачува историската автентичност на просторот. Темата е на Филип Николов. Министерот за надворешни работи и европски прашања и развојна соработка на Кралството Белгија Максим Прево од денеска ќе престојува во дводневна посета на земјава, на покана на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Централни теми на разговорите ќе бидат унапредувањето на билатералните политички и економски односи со Белгија, како и перспективите на процесот на проширување на Европската унија, вклучително и на тамошна белгиска поддршка за европската интеграција на Македонија. Посетата на земјава на шефот на белгиската дипломатија е во рамки на неговата турнеја низ Западен Балкан. Резервниот план за одбрана на Европа со користење на постојаните воени структури на НАТО во случај на повлекување на САД добива на интензитет, особено откако беше поддржан од Германија, која долго време се спротивставуваше на таков самостоен пристап, објавува Wall Street Journal. Службениците вклучени во планот, кои што некои го нарекуваат Европски НАТО, се стремат да ја заакнат улогата на Европа во командните структури на Алијансата и да ги надополнат американските воени капацитети со европските. Целта не е да се создаде конкуренција за постојаниот сојуз, туку да се обезбеди континуирано руско одвраќање, оперативен континуитет и нуклеарен кредибилитет, дури и ако Вашингтон ги повлече своите сили од Европа или одбие да ја брани, како што претседателот Доналд Трамп постојано се закануваше. Нова војна сделка на Србија ќе произведува дронови со Израел. Александар Вучик најави дека проектот треба да ја донесе на Србија нова технологија, домашно производство и посилна одбранбена индустрија. А најавата доаѓа по месеци подготовки и претходни сигнали дека во земјата се подготвува фабрика за напредни беспилотни летала. Најмалку 11 лица се повредени во пожар што вчера го зафати стамбено-деловниот комплекс Арлис во Тирана. Според последните информации, противпожарните екипи успеале да го локализираат огнот и да спречат негово ширење кон околните згради. Пожарот го зафатил североисточниот дел од зградата, од приземјето до најгорните катови, при што е предизвикана значителна материјална штета. Пожарот е локализиран, но екипите се уште работат на гаснење на преостанатите жаришта во становите. Русија вчера вечер ги нападна Черкаската област и Днепар со ударни дронови и со ракети, а во нападите загинаа 6 луѓе, меѓу кои и 8 годишно момче.
Украинската војска соборила 9 беспилотни летала. Најмалку 4 стамбени згради се оштетени од остатоците од паднатите беспилотни летала. Предходно, локалните власти соопштија дека 5 лица загинале, а 27 се ранети во руски ракетен напад врз индустрискиот град Днепар. Уште вести од светот. САД и Иран се подготвуваат за втора рунда мировни преговори. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека верува оти војната во Иран се приближува кон својот крај. Утринава САД известуваат дека целосно ја блокирале поморската трговија со Иран. Трамп изјави дека доколку САД се повлечат сега, на Иран би му биле потребни 20 години за повторно да се изгради. Предходно Трамп даде нејасни изјави за можна нова рунда преговори, додека во конфликтот моментално во сила е двонеделен прекин на огнот. Во меѓувреме, Министерството за финансии на САД издаде ново опширно предупредување до глобалните финансиски институции, најавувајќи засилување на притисокот врз Иран преку воведување на секундарни санкции против сите субјекти за кои ќе се утврди дека ги поддржуваат иранските активности. Во рамки на новите мерки, САД најавуваат и дека нема да биде продолжено краткорочното одобрение кое овозможуваше ограничена продажба на иранската нафта, што веќе се наоѓа на танкери. Пилотите на германската авиокомпанија Lufthansa најавија нов штрајк во четврток и петок, откако веќе стотици летови беа откажани поради нивниот дводневен застој на работа на почетокот на оваа недела. Ова е четврти штрајк во компанијата од почетокот на годината, а најсилно се погодени главните авиоцентри во Франкфурт и Минхен, објави Deutsche Welle. Дополнителен притисок врз компанијата доаѓа и од кабинскиот персонал, кој исто така најави штрајк во среда и четврток. По повод 15 април, светскиот ден на уметноста, денеска на улица Македонија во Скопје ќе се одржи фестивалот Центарски улици 4. Ќе има разновидна програма која почнува напладне со настап на DJ Папак Бас и изложба на ликовни дела во соработка со Универзитетот ФОН. Следува неколку улични шоуа на Фаз Бабл, Кристијан Бенито, Ѓурчиновски. Програмата продолжува во 18 часот со улични живи статуи и настап на Дина Јашари, а во 19 часот ќе настапи DJ Бугимен, а во 20 часот и 30 минути Тони Зен. Денеска земете си чадор. Времето денеска ќе биде претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Максималната температура ќе достигне од 12 до 23 степени. Гледавте вести, ви благодарам на довербата. Повеќе содржини побарајте на slobodnpečat.mk и секако продолжете да се информирате преку профилите на Инстаграм и на Фејсбук на Слободен печат.